Добре дојдовте во За или против. Јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска моја гостинка да биде министерката за образование и наука, професор доктор Весна Јаневска. Добре дојдовте. Добре најдов, поздрав до вашите гледачи. Министерке, да се вратиме ако може на почетокот во времето, 2 години претходно, време кога што и сами кажувате, начекавте една катаклизма, буквално кажано во образованието. Ако се вратите назад, се сеќавате ли како се чувствувате првите денови кога свативте што се е направено, односно не направено во овој толку есенцијален сектор? Да, ви благодарам на прашањето, навистина е многу интересно, а ретко кој го поставува. Уште пред да влезам во Министерството, како председател на Комисијата за образование и наука, нели и не сакајки се подготвуваш да видиш евентуално што ќе се случи таму, но мислам дека никој кој влегол прв ден во Министерството не е свесен што ќе начека и дочека. Прво затоа што тоа е едно огромно министерство кој има нели повеќе нивоа на образование, дополнително и наука, но и затоа што навистина после првите неколку дена станав свесна дека нема да има многу, ќе има премногу работа ако сакаме да постигнеме она што сме планирале и зацртале. Беше хаотично, имаше многу долгови, некаде околу 5 милиарди долг. Јас секогаш почнувам со парите, но граѓаните мора да знаат дека тоа се долгови, тоа се остварени акции кои треба луѓето нели да бидат наградени за тоа што го сработеле. Долгови во стипендии, неисплатени долгови за трудови, неисплатени долгови на комисии, неисплатени оброци, неисплатени учебници, неисплатени авторски права, навистина беше проблем, а ве чека година и тоа половина кога вие треба да обезбедите тоа што дефинитивно мора да го има, еве нешто дури и да почека. Беше многу турбулентно, беше многу навистина тешко, можеби не толку како за мене за министер, колку што беше тешко за тимот со кој што јас работев, затоа што тоа се луѓето кои го хранат министерот и со податоци и со се што му е потребно, и верували или не, ние тие неколку месеци додека воспоставивме еден ред, работевме доцна во ноќта. Тоа се случува и сега, но сепак сега е малку поинако. Сега веќе сме тргнале, сме фатиле ред, знаеме каде се движиме, знаеме што ни е приоритет, што не, а тогаш беше навистина застрашувачки, но еве, живи сме, успеавме да се средиме. После 2 години, ако се сетите што се правеше, а се сеќавате, имавте и отчет минатата недела, го следев, што се е направено, односно најголемите проекти на кои што работевте, да финансиите, проблемот најголем со кој што се соочивте при влезот, но што се беше направено во текот од овие 24 месеци? Љупчо, јас не знам што се е видливо. Предпоставувам дека од она ние многу направивме, од она многу што сме го направиле не е се видливо и не може да биде видливо, но и како што секогаш велам во образованието е потребно време за нештата да станат видливи. Од каде да почнам? Ние нели на паралелни линии или на паралелни фронтови отворивме многу и работевме цело време затоа што е неопходно, затоа што де факто не може да се одвојат некои процеси едни од други или не може едни процеси да чекат за првите почнати да се завршат. Таква е состојбата во образованието и мораше така и да работиме. Не знам, она што многу ги интересира граѓаните, секако се прво учебниците, нели, за учениците. Конечно фатевме некаков ред за тие да бидат навреме. Јас сум многу среќна што ние и првата година успеавме да обезбедиме од јуни до септември учебници, но сега веќе имаме ред и учебниците од прво до трето оделение за оваа година веќе се испорачени. Веќе ги има во училиштата, дел од училиштата ги дадоа на учениците, дел ќе им ги дадат во септември. Наставните планови и програми, колку и да не се видливи, се исклучително значајни, затоа што беа многу стари, по 20 години неменувани, не сите, дел од нив.
тогаш имавме една нова концепција која не беше прифатлива за општата јавност. Моравме да работиме на тоа. Но она што би сакала да го потенцирам и што мислам дека е многу важно е дека се фокусиравме на младите и направивме многу за младите, а потоа ќе зборувам и за наставниците. Значи, за најмалите почнавме со наставните планови и програми и со учебниците. Дополнително, она што исто сметам дека е многу важно, поработевме малку на талентираните ученици, односно променивме законски решенија и овозможивме на сите кои ќе освојат награди на одреден број со закон регулирани олимпијади и надпревари да им бидат комплетно покриени трошоците. Зашто имавме случај, да речеме, 5 деца да треба да одат на олимпијада, а да има средства само за 3. Тоа е дискриминирачки и не е фер. Или да има средства за децата, а да нема за менторите, што исто така не е во ред. Тоа сега го средивме и досега имаме одобрено годинава 17 меѓународни олимпијади и некаде околу 7 милиони денари. Тие уште траат, во септември ќе бидат завршени, па ќе ги викнеме победниците, да им укажеме чест и почит, така како што треба. Правиме концепција за талентирани ученици, прават, нели, стручни лица, ние го почнавме тој процес. Она што исто е многу важно, сметам дека исто законски ги решивме кариерните советувања на учениците. Кај нас воглавном образованието се одвива според желбите на родителите, понекогаш и на учениците, но сега им овозможуваме стручно лице да ги насочи. Никогаш тоа нема да биде насилно, но сепак да им помогне во одредувањето на идната професија и во основно и во средно образование. Од 30.000 денари покачевме на 90.000 денари за мултикултурализам, например, мултиетничко дружење меѓу училиштата, би го рекла тоа. Што направивме еве за студентите. За студентите исполнивме повеќе нивни барања, всушност сите нивни барања кои беа доставени ги исполнивме. Па така го проширивме опсегот на студентите кои примаат студентски оброк и на оние дел од нив кои работат сезонски преку лето и на оние кои се на постдипломски студии. Овозможивме и дадовме за прв пат стипендии на оние кои завршиле академски студии со 180 кредити, значи за 2 години постдипломски студии. Потоа ги олеснивме условите за наставничките професии. За студентските домови веќе многу пати сме зборувале. Јас очекувам годинава тие да бидат завршени, односно да почнат да примаат студенти. Направивме планови за реконструкција на следните 7. Во средно стручно, кој е баш успешна приказна во Македонија, опремивме 2 огромни регионални центри, еден во Тетово, еден во Охрид. Во Тетово, не ме фаќате за збор, бројката е негде околу 5 милиони евра. Деновиве го прогласуваме 8-миот во Скопје, кој е дел од реформската агенда. Ги исполнивме сите чекори на реформската агенда како министерство, за што очекуваме 19 милиони евра од Европската унија. Подготвивме, донесовме нови 7 закони и деновиве очекувам во собрание да одат уште 3 многу важни закони. Јавноста знае, постојано ги спомнувам, законот за високо образование, законот за наука и законот за квалитет во образованието. Дигитализираме максимално оние училишта и наставници кои годинава прв пат пробаа да остварат, да испечатат дигитални сведителства, се презадоволни, огромен бројот на наставниците. Опремивме со безжична и безбедна интернет опрема 160 училишта. Има уште многу, мислам дека за сега е доволно. Она што исто значајно, еве да не го пропуштам, да не ми се налутат наставниците од тие, искрено мислам дека се клучна талка во образовниот систем. Им обезбедивме на наставниците во основно и средно сигурност
да знаат дека сите 4 години ќе имаат покачување на платата без да се преговара, без да се договара, без да се плашат дали тоа ќе се оствари и тоа ќе се движи од 40 до 60% покачување во 4 години. Во високото образование се покачија платите 14%, ние го остваривме колективниот договор, тој беше само подпишан. Кога дојдовме фалеа милиарди и пол, немаше средства за тој остварување на тој колективен договор. Ја подкренавме науката на едно соодветно ниво да заличи на европското. Дадовме 6 милиони евра за 45 научно-истражувачки трудови и на факултетите, и на институтите, и на МАНУ доделивме. Воставивме партнерски однос со заедничкиот комитет за истражување на Европската унија, што досега не било. Направивме многу нешта, и јас навистина можам со задоволство да кажам дека не се малку, многу се, треба уште многу, но сметам дека првиот крупен чекор е веќе направен за понатаму да можеме да продолжиме во ист правец и во ист стил. Теравте и многу други проекти. Се извинувам. Ја заборавив инфраструктурата, таа е исклучително многу важна. 70 милиони евра ние вложивме во инфраструктура. Реновирање на спортски сали, 4 нови спортски сали во моментов градиме, а ќе бидат 30 се вкупно. Некаде околу 30 на реконструкции, доградби, изградби на училишта направивме, од тоа 35 милиони евра вложија владата и МОН, а останатите се според програмата АА. Еве, да запрам тука. Многу проекти кои што ги теравте. Меѓу другото, се соочивте со фрапантни бројки како онаа што вели дека во повеќе од 100 училишта во Македонија има училишта во кои што има околу или помалку од 5 деца, нешто што предизвика јавна и јасна потреба од оптимизација на училиштата, меѓу другото. Така е, мене ми е жал што нели морам да ги соопштам во јавност овие податоци, но факт е дека 124 училишта спонтано се затворија. Нема ни еден ученик во нив, се менува демографската слика во Македонија. Глобален е проблемот на старење на населението, но ние како релативно мала нација мора сериозно да водиме грижа и за тоа. Во околу 100 училишта има помалку од 5 деца. Она што јавноста треба да го знае дека во подрачните училишта учат само 12% од децата, сите останати се во централните. Овие 12% училишта со помалку од 5 деца де факто не им прават добро на децата. Тие деца се во неповолна ситуација затоа што немаат можност за вистинска права социјализација. И кога зборуваме за оптимизација, ние прво треба да зборуваме за ефектот на децата кои ќе бидат во поширока средина и ефектот на нивниот социјален развој, но и ефектот на нивното учење, стекнување на вештини, компетенции, па дури не само знаење од предметите, туку и вештини на комуникација, вештини на логично размислување или вештини на мирно решавање на проблеми, кои меѓу себе само 5 деца тешко можат да ги стекнат, затоа што тие се како братчиња и сестричиња, затворени во едно училиште, секој ден само тие, без нови идеи, без нови предизвици, би рекла, и тоа не е добро за нив. А нуспојавата, јас велам нуспојава, пак е и трошокот кој го правиме во огромни училишта кои останале празни. И ако ги преместиме децата во подобра социјална средина, дополнително ние имаме уште еден ефект, економски ефект кој би бил значаен во државата затоа што станува збор за многу училишта кои ќе треба така да ги подсредиме. Мене ми е жал што опозицијата, наместо да се приклучи и да го подпомогне овој процес, се е паника меѓу наставниците. Не е интенција ние да го намалиме бројот на наставниците. Да го намалиме бројот на наставниците, но во еден период од 4 до 5 години природно, со пензионирање на претходните, а останување на работа на овие
кои немаат деца. Јас денес цел ден одобрувам паралелки со помал број на ученици. Нас ни се случува во одредени струки да се запишат само 3 деца, да се запишат само 4 деца. На одреден јазик само 1 дете. Тоа е неиздржливо за никако, но првенствено е штетно за тие деца, а и не е издржливо ни за многу побогати земји од Македонија. Многу внимаваме во Министерството, овој план не го правиме сами. Факт е дека го требаше да почне порано и факт е дека оптимизацијскиот план е правен и во претходната власт, заедно со УНИЦЕФ и Светска банка. Тоа што долго време овој проблем е туркан под тепих, би рекла, не води во се полоша и полоша ситуација. Начинов кој ние го предвидуваме на природна замена и на невработување на дополнителни стручни кадри во школото, туку нивна реорганизација во општината меѓу училиштата би требало да даде, и сигурна сум дека ќе даде, успешно излегување од оваа криза. А дополнително да се надеваме дека и бројот на новородени дечиња за некаде после 6-7 години ќе порасне и тогаш ќе можеме да се поинако организираме од ова што денес мора да го направиме. Ова подразбира меѓу другото, министерке, и малку е покомплексно, нели, превоз за децата, многу аспекти има различни, тие ќе треба учествувате во тоа, не ги оставате така па да се снаоѓаат. Таман работа, знаете дека превозот е обезбеден, бесплатно е школувањето и учебници и превоз и се друго што е неопходно. Ова е тежок и комплициран процес и навистина многу внимаваме и навистина внимаваме да биде безболен и постепен. Никој не вели дека ние утре тоа треба да го завршиме. Ке си го водиме неколку години за да ја постигнеме целта. Жал ми е што нели се создава одреден немир кој не треба да го има, затоа што ние сите сме луѓе и знаеме што значи во една ваква состојба, светска криза, луѓето да се плашат. Јас упорно велам дека не треба тоа да се случува. Максимално сме внимателни и верувам дека секој биде како што треба. Го демантирате оној однос на опозицијата кој што го споменавте, на ширење паника. Никој нема да остане на работа, без работа така апансас, како што и тие вела дека ќе биде така. Не, знаете, се случи една нелогичност, еве како интересен факт. Една пратеничка вели: вашите градоначалници примија прекуброен број на наставници, а после 5 минути вели вие ќе ги бркате наставниците, алудирајќи дека нема ваши наши, но тоа беше наративот, вие ќе ги бркате вашите луѓе. Сите се наши луѓе. Нема ваши наши луѓе. Долги години наназад се случувал тој процес кога не се водело сериозна сметка за бројот на наставници и на ученици, но факт е дека 17.000 ученици се иселија во минатите 7 години. Тој факт не може да се занемари. Го има статистика, го има објавено. Значи, ако во 7 години ви изгубите 17.000 деца кои требале да бидат во образовниот систем, проблемот се продлабочува. Навистина се продлабочува. И ако ние останеме неми на тоа што нема ученици, а продолжиме подеднакво да се однесуваме кон образовниот систем, тој ќе колабира. Ќе колабира. Задача на сите нас е да го чуваме. Оти де факто, не дека јас доаѓам од Министерството за образование и наука, но тој е еден од столбовите на државата. Една работа која што исто така ќе значи многу олеснување не само за децата, туку и за родителите. Едносменската настава, првосменска во училиштата, која што бара и инфраструктурни, нели, дејанија кои што ги во моментов правите, знаме ви кај во училиштата, нешто што ќе значи и за родителите многу. Во една смена да одат децата, како прво, второ, од безбедносен аспект, нема да одат во вечерните часови да се враќаат, од друга работа, неколку дечиња имате, ќе одат заедно, сите така нешто што ќе го олесни животот на децата. Докаде сте со ова на републичко ниво? Релативно добро напредуваме. За жал, јас ќе морам да повторам, во внатрешноста, каде што има помалку дечиња, веќе преминуваат во едносменска настава и во целодневна настава.
малку се прилагодуваме, таа целодневната не секаде еднакво прифатлива. Таму каде што родителите се вработени и двајцата, со задоволство се прифаќа децата да бидат од 8 до 4,5, но некаде малку традицијата ни се меша, бавите, дедовците, тетките, нели, да ги причуваат децата, што е нормално и ние за тоа имаме разбирање. Значи, воглавно во внатрешноста ние немаме никаков проблем. Полека, постепено преминуваме. Луѓето од Бирото за развој на образованието одат и им помагаат како треба да се организираат. Проблем се по големите градови, например Скопје е проблем, каде што нели е густо населението во одредени општини, па еве така ние доградуваме и во аеродром, и во кисела вода, и во газ и бава. Доградуваме по 8 училници, по 6 училници, тоа се речиси цели објекти, и вие немате само 6 училници, имате ходници, имате канцелари, има нели мокри чворови и така натаму, за да овозможиме едносменска настава, која прво покажала дека дава подобар ефект во учењето и второ ги релаксира родителите. Токму од ова што кажавте, децата им се во училиште на безбедно, под контрола на наставниците, тие слободно можат да одат на работа, да си ја вршат својата работа, нема потреба да ангажираат други луѓе додека тие се на работа. Се движиме добро, некаде над 200 училишта, апсолутно се преминати во едносменска настава. Ова сега што доградуваме во крајна фаза, очекуваме да почне од септември веќе да функционира и продолжуваме да доградуваме во повеќе училишта, по 2, по 4 училници, во зависност од потребите, но и од просторот кој го имаме. Некаде спрат креваме, некаде одиме во ширина, но тој проект релативно добро се држи, се движи, се извинувам и сметам дека некаде за 2 до 3 години би можеле да кажеме дека е успешен. Има потреба и во Чаер да се догради училиште, има потреба од 1 до 2 гимназии, односно средни училишта, да се доградат или изградат. Како ќе завршуваме едно, така ќе почнуваме друго. Тука има еден така наречен практичен, паричен ефект, зборуваме за енергетскиот момент, грејење на училиштата, само во еден период на денот, двосменската си носи, да не речам, двојно повеќе пари, така што и ќе заштедите многу, нешто што на долгорочен план ќе биде исплатливо општо за целата држава. Така е, затоа што и кога веќе ги правиме реконструкциите и доградбите, гледаме да бидат енергетски ефикасни, не гледаме туку сите што ги правиме, сега се такви, за да можеме да направиме големи заштити, и тие реално се големи, кои повторно ќе ги искористиме во образовниот систем за потребите на училиштата. Го реализирате и проектот со асистентите за дечињата со посебни потреби. Голем број, се спомна и дека дури дел од оние професори, односно наставници кои што би останале без потреба, нели, од нив, дека може да преминат во овој дел бидејќи има постојана потреба од нив. Така е. Ангажиравме над 1300 образовни асистенти во основно и 150 во средно за прв пат. Тоа е новитет во средното, така. Така, за прв пат во средно, до сега немаше во средно образование. Законот дава можност, ако имаме некој наставник што ќе остане без часови, што де факто би требало да биде технолошки вишок, за 1 година да ја работи работата на образовен асистент, тој пак ќе си биде вработен како наставник, пак ќе си прима плата како наставник, но ние нема дополнително да ангажираме образовен асистент, значи нема дополнително да плаќаме уште еден човек, бидејќи ово е слободен и треба да се ја заработи платата. Предвидено е да е тоа со нивна согласност, да не биде насилно, да не биде манипулативно од страна на директори општина или што и да е, туку да е со нивна согласност. Јас верувам дека во рок од 1 година, и не само што верувам, во многу од училиштата ние имаме направено анализа. Во следните 4 години имаме 2000 пензионирања. И верувам дека во училиштата постепено ќе се отвараат тие работни места. Наставникот кој 1 година работел како образовен асистент ќе си се врати на наставничкото место, а ние тогаш со право ќе ангажираме лице да работи како образовен асистент.
Високото образование, да не речам како рак рана на македонското општество, децениски запустено и таа состојба ја наследивте, еве, ја оправате полека работата со законот за високо образование, со на што се случува повторно и инфраструктурниот дел е многу битен, сместувањата на студентите, студентскиот стандард и сето тоа, се работи многу и на овој дел кој што е запустен. Ајде да не зборувам за програмите, шангајските листи на кои што нема, ќе се средат ли тука работите? Ке мора да се средат. Јас не се предавам, се додека можам да работам, до последен момент ке работам. Законските решенија веќе очекувам во тек на следните 10 дена да бидат во собраниска процедура. Веќе се средени така како што треба и дека ќе влезат во собраниска процедура. И после бурните дискусии, обемните дискусии на универзитетите, каде што имавме јавни расправи, па имаше и на социјалните мрежи, не беа тоа многу луѓе, беа одредена група луѓе кои ја држеа отворена темата со полно право, ние на крај сметам дека успеавме да се усогласиме. Секогаш ќе има група незадоволни, но во овој момент мислам дека мноштвото на наставници веќе ја прифати идејата дека така треба да изгледа новиот закон за високо образование и дека де факто ја поддржуваат таа идеја, од што навистина би требало како општество да бидеме задоволни, затоа што ќе овозможи подобар квалитет во високото образование. И во тој закон се предвидени во 10 да речеме членови активности кои универзитетите треба да ги направат за ние полека да се подкреваме на шангајската или било која друга листа за рангирање кои постојат во светов. Тоа секако нема да се случи веднаш, затоа што и продукцијата на наставничкиот кадар на научно-истражувачката работа нивна не може да се случи во 2 месеци и 3 месеци, ке треба извесен период, но јас сум сигурна, ако ние го имплементираме законот комплетно, а ке го имплементираме во следните 4 години, ние ке имаме драстично покачување. Тоа што се однесува до законските решенија, дополнително нашето вложување во научно-истражувачката работа, која очекувам да продолжи со исто темпо. Ти имаш интерес, не дека немаш интерес. Луѓето пријавија проекти, сакаат да работат и така натаму. Инфраструктурата е важна, како во основното и средното, така и во високото образование. Она што ние го почнавме во овие 2 години, се финки двете згради, сега ќе бидат финки двете згради, но и доградба на дел од зградата на Факултетот за физичка култура и здравје на местото каде што во моментов се наоѓа на таа локација. Значи и финки и ФФК и во моментот убаво напредуваме со проектите. Верувам дека кога ќе биде се тоа готово, ќе имаме уште една јавна расправа во која ќе си кажат стручните лица што мислат за тоа. Не би сакала не некој да не обвини дека сме нетранспарентни, ние најтранспарентно работиме, но би сакала уште еднаш да се даде на увид на јавноста тоа решение. Значи, студентите од финки кои се расфрлани во повеќе локации сега ќе имаат непристојни, ќе имаат исклучително модерни и современи услови за работа. Студентите на ФФК исто така ќе имаат модерни, современи услови за работа и сите наши студенти ќе имаат модерни студентски домови, енергетски ефикасни. Овие два, Кузман и Стив, значи ќе бидат завршени, а очекувам во септември, при крај таа процедура, веќе се прави евалуација на објавениот повик, си прави комисијата. Верувам дека се ќе биде во ред и очекувам во септември, октомври да почнеме со реконструкција на сите 7 преостанати домови. Одеднаш, бидејќи се наоѓаат во различни градови. Нема потреба да одиме еден по еден. Ако одиме еден по еден, во следните 20 години ќе ги реконструираме. Сите 7 домови одеднаш, па така ние да речеме во период од 18 до 24 месеци ќе ги имаме изреновирано сите студентски домови во Македонија и навистина децата ќе можат да си го дадат својот максимум во учењето затоа што ќе живеат во едни нормални услови.
Искрено мора да признаеме дека беа субстандардни условите каде што тие живеа и се хране. Како што вели народот, јасно е кога се краде, се има пари дури и за се и за реновирање, но еве законот за високо образование најде повторно на популистички одзив кај опозицијата која што ве нападна СДС. Поточно имаше пресконференција што така е малку непримерно, ретко се случува, обично лидер на партија издевува кога гори нешто, а не да реагира за закон за високо образование, затоа си има посебни тела во партиите обично, но популизмот и демагогијата красат некого. Еве имавте забелешки од опозицијата, иако за разлика од многумина и едни 7 години кои што беа така темни по многу работи, имавте, како што споменавте вие, многу јавни расправи, што претходно не достигаше за се. Се носе Апансан, Скриенката, Шверцевски, сега го направивте тоа и покрај сето тоа имавте многу примедби и имате повторно од истите тие СДС. Мене ми е жал, овој закон се подготвува речиси 2 години, но сигурно години и пол. Тој ниеден закон ми се чини досега не стоел толку долго на ЕНЕР. Кога ние од Министерството одевме по универзитетите на јавни расправи, таму беа присутни сите речиси, сите професори, сите поканети, не дошле баш сите. И таму нема во академската заедница, да, сите луѓе гласаат во денот на гласањето и се определуваат за партија, но во академската заедница нели не е битно дали си ВМРО, СДСМ, Левица, ДУИ, ВЛЕН во моментот или било која друга партија, во моментот кога станува збор за закон кој нив ги засега. Јас не знам зошто опозицијата, имаше таму луѓе од опозицијата, ние се гледавме, се познаваме, ги гледам и пратеници, и функционери, бивши и директори, кои се дел од академската заедница, ние заеднички дискутиравме. Има можност како партија да дадат забелешки, не само на ЕНЕР. Јас со сигурност знам дека тие го има законот за разгледување. Ние официјален став не добивме, како од политичка партија, но од професори забелешки добивавме. 90% од сите забелешки беа инкорпорирани во новиот закон, затоа што тоа така треба. Одреден процент, еве да го заокружам на 10%, не е во согласност на политиката која оваа влада ја води и не беа прифатени. И не треба да бидат прифатени затоа што владата има своја политика во која ние велиме мора да ги подкачиме нашите универзитети на ранглистите, а за да ги подкачиме треба критериуми, треба двојни дипломи, треба заеднички дипломи, треба емеритуси, треба алумни. Тоа е политиката на владата. И ако некој побара да ги избришеме критериумите, се разбира дека нема да прифатиме, затоа што тоа не е во склоп со нашите политики, ама не е во склоп ни со ветувањата кои сме ги дале за подобро општество во иднина. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме за затворањето на институти кои што работеа во Шупи, Ѓомети, селски гранапчиња, за двојно повеќе средства во научно-истражувачката дејност, уште многу теми со нас е. Министерката Јаневска, се враќаме веднаш по кусиот блок реклами, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е министерката Весна Јаневска. Зборувавме за она што се случуваше овие 2 години. Еден од белезите кои што ќе останат на овие 24 месеца е затворањето на оние фиктивни институти кои што, како што кажав и на крајот на првиот дел, работеа во Шупи, Ѓомети, некои селски гранапчиња, испадна дека, нели, да не речам народски кажано, млателе државни пари, а не ни постоеле фиктивни фантомски институти. Се соочивте со овој проблем, но и затворивте многу. Да. Мислам дека првичната информација ми беше дека затворивме 14, сега таа бројка е 18. Да, за жал, ете, во Македонија и тоа се случи. Најбруталниот пример е дека ние најдовме регистриран институт во една просторија во казино, но не само така, има регистрирани институти во станови, има регистрирани институти, односно простории, нели, за институти во продавници и така натаму.
не е ни локацијата толку страшно освен ова во казиното, нели? Институтот за да функционира треба да исполни одредени законски услови и треба да работи според тие одредени законски услови. Значи да продуцира научно-истраживачка работа. Тие може да имаат апликативна, но првенствено мора да продуцираат научно-истражувачка работа. Такво нешто не се случи. Јас со големо задоволство можам да кажам дека сега конечно во помош ни доаѓа и Агенцијата за квалитет во високо образование. Години уназад, до доаѓањето на новата директорка Христина Серафимовска, ниедна единствена евалуација не беше направена на институт, факултет, универзитет, иако тоа по закон и требаше да се прави. Од кога е она дојдена, направени се бројни евалуации со странски експерти вклучени, за да не биде ние некого нели го гледаме со поинакви очи од другиот или повластуваме некого. Значи вклучивме во комисиите странски експерти, конечно имаме евалуации и сега течат рокови, ке имаме затварање на одредени факултети, на одредени приватни универзитети. Со новиот закон ги на некој начин оневозможивме правните студии, медицинските студии и другите на приватните, таму каде што има силен јавен интерес, каде што државата зависи од луѓето кои тој факултет ќе ги испродуцира, односно од стручњаците и нивното знаење, и на тој начин си го олеснуваме процесот за да постигнеме квалитет во високото образование. Во меѓувреме и на државните факултети направивме неколку би рекла евалуации, или државниот просветен инспекторат направи влезе на увид на неколку од нив, таму каде што генерално добиваме пополаки системски, ќе почне агенцијата да работи после новиот закон и да утврдивме неправилности и постапивме по тие неправилности и факултетите си ги почитуваат законските одредби, откако нели ќе добијат записник за тоа што треба да се поправи. Релативно добро се движиме, да, бавен е тој процес, но не е битно колку е бавен, битно е дека се движиме во добар правец, битно е дека луѓето сватија дека ќе има контрола, битно е дека студентите сватија дека треба да учат и не може да се однесуваат. Целиот универзитет не може да се однесува надвор од законот, туку треба да функционира законски, и тоа е навистина релативно добра порака која ние ја праќаме и очекуваме полека и тие што ќе останат да функционираат да се усогласат со се што треба, што е законско решение, и да почнат да продуцираат соодветен кадар, затоа што жал ми е што морам да кажам, но да, јавна тајна е, па дури и некои соседни држави си имаат устно пожалено дека квалитетот на одреден број студенти кои се испродуцирани во Македонија не е на ниво. И тука имаме добри законски решенија и верувам дека имплементацијата ќе го решава и овој проблем. Освен што кратите непотребни трошоци на фиктивни фантомски институти, што се не, меѓу другото, направивте двојно поголем буџет за научно-истражувачката дејност. Една од есенцијалните работи во целата приказка, без научно-истражувачка дејност, мислам... Така е. Значи, како што кажав, 6 милиони евра дадовме лани за 45 научно-истражувачки проекти, дел се од национален интерес, дел се врзани за паметната специализација, што де факто е столб кој треба да ја придвижи нашата економија во иднина, во соработка со одреден број на компании, зборувам за оваа паметната специализација која треба да даде иновации. Буџетот е драстично зголемен од 2024 од 380 милиони на 773 милиони. Но мене ми е жал што досега ние немаме добра статистика и сега прв пат ние ќе правиме роудмап или патека на средствата кои ние ги вложуваме во науката. Се жалиме дека вложувањето во науката е релативно ниско и е.
може да биде подобро, но никогаш не сме ги израчунале вкупните средства кои ние ги даваме за наука. Например, ние ги сметаме за фонд за наука само средствата кои ги дава Министерството. За проекти, за објавени трудови, за награда за објавен труд во импакт фактор, стипендиите што ги даваме, за научно-истражувачките дејности, но ние имаме, например, вложување во науката и преку Еразмус, агенцијата. Ние сега имаме вложување во науката и преку Инова. Ние имаме вложување во науката и преку контрибуцијата што ја плаќаме за светскиве бази на списанија, например Web of Science и Scopus. Ние имаме вложување во науката и преку печатење на списанија кои ние ги субвенционираме. Таква сеопфатна анализа јас досега не видов. Во Министерството немаат. Во овој момент почнуваме да ја правиме и ќе ја имаме за да имаме реална представа колку вложуваме во наука. Например, за Хоризонт проектите, кога ние вложуваме дел, да, партнерот од Европската унија исто вложува дел, тој е поголем, но ние и таму вложуваме. Така да, јас верувам дека во период од 6-7 месеци и тоа ќе го имаме и ќе имаме реална представа колку реално вложуваме и колку дополнително треба да вложиме. Многу пати сум кажала, ќе повторам, затоа што сметам дека е многу значајно, најплатениот продукт во овој момент во светот е иновацијата. Иновацијата е најплатен продукт. Кога велам иновација, не мислам дека ние треба да измислиме суперсоничен авион, некакво, не знам, оружје или нешто што е за Нобелова награда, вакцина и така натаму. Ние тие можности реално ги немаме. Ке се стремиме кон тоа. Но иновација е се нешто што го подобрува, да речеме, производниот процес или обштественото живење. А ние имаме многу паметни луѓе, млади, енергични, кои сакаат нешто да направат, ние само треба да им овозможиме. Во тој правец е политиката на владата. Една мала дигресија, вие ги спомнавте програмите, но она што остана како впечаток најмногу од онаа претходна влада која што владееше беа оние авантури и палавштини на за многумина не така мила царовска, една која што направи едни перверзни, да не речам инфантилни сублимати на општествени науки. Знаеме зошто, за да тргне историјата, за да учини некому што би рекол народот и се. Какви проблеми ви создада овие чудни програми со политичка позадина зад нив? Да, за жал, длабок впечаток е дека позадината е политичка и мислам дека тоа беше брзо и лесно решение, но неоправдано. Неоправдано, особено во моментот кога ви имате силен напад на ткивото, нели? На националното ткиво, без оглед дали него го сочинуваат македонци, албанци, турци, срби и така натаму. Тоа е националното ткиво. Да, ние моравме во рок од 2 месеци да направиме измена на концепцијата, да ги одвоиме предметите, затоа што како политика сметавме дека тоа е многу важно и е дел од нашиот одбранбен систем. Значи за зачувување на идентитетот наш. Ги одвоивме предметите и сега имаме нови учебници за 6-то, за 7-мо, за 8-мо одделение ова година, по историја зборувам, и следната година ќе имаме и за 9-то одделение. Оваа година, лани имавме за 1-ви клас гимназија, оваа година ќе имаме и за 2-ри клас. Значи 8-мо и 1-ви, 9-то и 2-ри клас гимназија, нови учебници по историја. Со еден нов концепт, мене ме интересираше и откако беа одобрени учебниците, јас навистина не ги исчитав од страна до страна, но ги разгледав. Концептот е нов и интересен за младите, затоа што, за жал, некогаш во општеството се појавува идеја дека историјата е досадна, географијата е досадна, учиме бројки, учиме години. И да, бидејќи времињата се менуваат, требаше и нов историски концепт и да се даде на учебниците. Сега за сега, ниту еден наставник не се пожалил дека не се добри. Напротив, сите велат дека многу е успешна промената на учебниците. Очекуваме да ги видиме со стартот на новата година. Ви останува уште многу работа, таму каде што сте. Ви благодарам што бевте моја гостинка. Ми беше чест. Ви благодарам и јас за можноста, се најубаво. Ви благодарам исто така. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.